Оризопроизводителите од Чешиново Облешево бараат државата да им овозможи сами да увезуваат препарати за заштита на оризот од плевели и болести. Тврдат дека ова значително ќе им ги намали трошоците, бидејќи сега препаратите ги купувале по двојно повисоки цени. Дополнително, тоа ќе им овозможи и поконкурентна откупна цена на оризот. Доколку ни дозволат на ваков начин да си ги внесеме препаратите, тие ќе бидат легално пријавени на граница, ќе се плати и за нив царина, данок, се она што иде, што следува. Меѓутоа, повторно кажам дека и во тој дел кога се ќе платиме, ние ќе имаме поевтино производство. Бидејќи сега ги плаќаме дупло повише. Имаме информација дека ако еден препарат кошта 100 денара, таму кај нас се прода веќе до 150, 200 и 300 денара. Како пример, земјоделците посочуваат дека 1 литар хербицид кој се користи за уништување на плевелите, кај нас чини од 15 до 18.000 денари, додека во земјата каде што се произведува се продава за околу 8.000 денари по литар. Според предлогот, право на увоз би имале само регистрирани земјоделци со пријавени обработливи површини во Министерството за земјоделство, како и корисници на субвенции. За увозот би добивале посебна потврда, со што би се овозможила целосна контрола. Оние препарати што се регистрирани во Република Македонија, кои може да се користат и не се штетни за здравјето на луѓето, да тие може да се ги внесат и самите земјоделци. Ќе останеме на тоа дека тие препарати сега што ги третираме ги внесуваат на црно од другите држави, тоа е Грција, тоа е Турција и останатите држави што произведуваат ориз, и за жал истите препарати ги внесуваат тука, меѓутоа земјоделци ги плаќаат 2 пати, 3 пати поскапо од она што може да се ги купат од самата држава од кај што ги произведат. Поради поскапувањето на нафтените деривати и останатите репроматеријали, оризопроизводителите на последната средба со министерот Борче Серафимовски побарале утврдување на нова производна цена, како и закон и правилник со кој ќе се регулира откупот и ќе се заштитат домашните производители.